Од содржината на барањето на Социјалдемократскиот сојуз произлегува дека треба да се изврши бришење од избирачкиот список на категорија на граѓани кои по 50 на 60 живеат во еден стан на една иста адреса во одредени градови во Македонија. Спомнато е Скопје центар, Ѓорче Петров, Газибаба, Кавадарци и Свети Николе, мислам. Дали ваквото барање е основано? Мојот одговор е да. Одма знам дека ќе се постави како е основано кога имаат важечки лични карти, имаат важечки пасош, односно државјанство на Република Македонија. Ова ќе го потврдам. Точно е. Сето ова го имаат. Тогаш во што е спорното? Нивната адреса како последно живеалиште во Република Македонија во споменатите градови е битниот услов за упишување во избирачкиот список. Сакам да потенцирам дека тука е спорното. Зошто? Се работи за категорија на граѓани кои живеат во Пустец, Република Албанија, и тука не би сакал да кажам во однос на ова категорија на граѓани нешто повеќе, бидејќи сите имаме, можда некој од нас и директно во контакти, некои, пошто се доста и присутни во репортажи и емисии на медиумите, само да кажам дека со нивниот стандард, што го гледаме со нивните трошни куќарки, со подвежаните жени кои што носат трески на плеките, со се уште во употреба како основно превозно товарно средство магарчето, со разноразни донации кои што од овдека се праќани и се праќаат за ова категорија на граѓани, ние и сега овие истите луѓе се јавуваат како сопственици на станови или куќи во Република Македонија, низ овие конкретни градови кај што се апострофирани во писаниот материјал, односно во барањето на Социјалдемократскиот сојуз, и врз основа на таа собственост нивна или евентуално имаат и договори може би за закуп на становите, тие го имаат стекнато правото на местожителство. За апсурдот да биде поголем, кај што имаат стан, ама во тој стан ги имаме во евиденција дека живеат 50, 60, 20, 30 членови со различни презимина. Тоа значи во еден стан живеат најмалце, ево, просек нека е 3 или 4 членови од фамилија, значи по 10-12 фамилии живеат во еден стан. И за сето ова треба да сме убедени дека е нормална работа и нема ништо спорно и сомнително кај оваа категорија на граѓани кои што се наоѓаат на избирачкиот список. Ние побаравме вчера за ова категорија на граѓани да ни потврде Министерството за внатрешни работи како се дојдени до ова местожителство, меѓутоа за жал, наместо одговор, ето, го добивме ова писмо од една реченица и 10 редови,
во кое што одговор нема. Зошто нема? Немам коментар. МВР во овој случај и во дискусиите не смее да се чепка. Вчера и кога беше предложено ваквата проверка да се побара од МВР, најсилно вие од позицијата, се противевте да се бара било каква проверка на податоците од МВР. Што значи МВР не смее да биде спомнато, а камоли да биде чепнато. Прв сомнеш кај мене за ваквата состојба. Одговорот, ваков како што ни го даде МВР, односно како одговор каков што немаме, е вториот сомнеш за оваа категорија на граѓани. Овие луѓе живеат во Република Албанија одавна. Тамо створиле семејства, тамо створиле дом, тамо створиле огништа, а ние им даваме третман на граѓани кои што се на привремена работа, односно на привремен престој во Република Албанија. Апсурд невиден.